тука некаде имаме нашата Ивана на линк, која што ќе ни даде многу подетални информации за 7-то издание на Винодонија, кој ќе се случи на 8 и 9 декември во Скопје. Како си, Ивана, денеска? Знам дека денот е тежок, утрото е слично на вчерашното, но нештата треба да ги продолжиме и мораме да им должиме многу информации за се она што се случува во нашава земја. Да, Сузе, добро утро. Колку да се поздравиме, нели, колку што може да биде добро утрото во вакви тажни денови кои што ни се случуваат, но нели да мора да продолжиме со програмата и со оние содржини кои што треба да ги информираме луѓето за сите случувања кои што ги имаме во земјава. Продолжува традицијата по 7 пат на винскиот салон насловен Винодонија. Токму овој викенд ќе се одржи, како што спомена и ти, на 8 и на 9 декември овде во хотелот Мериот, каде што се наоѓаме и ние ова утро за да го најавиме 7-то издание на Винодонија, кое што е секако во организација на Сдруженијето на сомелиери на Македонија. А ова утро ќе имам чест и задоволство да разговарам со председателот на Сдруженијето на сомелиери на Македонија, Александар Вучковски. Ќе ви посакам добро утро, колку што може да биде добро, што ќе понуди новото 7-то издание на Винодонија оваа година. По 7 пат, како што кажа, Винодонија ќе се одржи на 8 и 9, како и изминатите претходните години, ќе имаме доста различни винари, пред се домашните македонски винари ќе си доминираат, меѓутоа ќе имаме доста и винари од регионот, пред се од Србија и Црна Гора, но и винари кои се представени преку своите на некој начин представници, односно дистрибутери во Македонија. Тоа се винари од Италија, Шпанија, и би рекол можеби за прв пат на Винодонија неколку винари од Франција, што на некој начин е ексклузивитет. Ќе имаме доста она што се вели предавања и работилници во оној што го велиме вториот дел, оној што е поедукативниот дел. На број не многу, 5-6, меѓутоа доста интересни теми. Ќе се разговара за вината на Јужна Африка, малце ќе се патува низ тие некои екзотични предели на Јужна Африка преку вината. Ќе имаме неколку стручни теми од ценити наши професори од Земјоделскиот институт во Скопје. Така што секој некој што го интересира нели да научи нешто за виното, за целата таа нели магија околу него, околу производството, околу лозијата и така натаму, ќе има прилика и се надеваме дека како и секоја година ќе имаме пријатна, но пред себе рекол и едукативна онака атмосфера, бидејќи целта на Винодонија меѓу другото е и тоа. Од една страна да направи едно вмрежување помеѓу винариите во Македонија и нивните потенцијални клиенти, потрошувачи, а од друга страна пак да придонесеме малку кон развојот на таа винска култура, која секако оди преку линијата на едукација, бидејќи секоја винска култура, односно секоја култура на одредена тема мора да оди преку запознавање, односно преку едукација за темата. Александар, пред 7 години, токму на исто место, во хотелот Мериот, се одржа за прв пат винскиот салон, кој што веќе стана традиција Винодонија. Какви би беа очекувањата тогаш? Замислувавте ли дека веќе дојдете до една ваква бројка 7-ка? Да, па не баш. Тогаш ни беше некако лета времето, 7 години помина. Една година моравме да скокнеме ради пандемијата што беше. Значи 8 генерално, вака по бројка, меѓутоа тогаш ни беше идејата ајде да почнеме да направиме нешто, да го вклучиме Скопје исто во таа една група на регионални градови, каде што претходно веќе имаше ваков настан, ваква манифестација. Ние претходно во Скопје се разбрале дека имавме вински манифестации, меѓутоа тие беа од различен формат. Значи беа од форматот на фестивали. Не случајно е потенцирано салон, тоа нели го кажуваме секоја година, затоа што салон подразбира во внатрешна просторија, во една да речеме ајде така, затворена, елегантна атмосфера, каде што не е од продолжен карактер, значи не наплаќаме ние, наплаќаме карта влезница се разбира, меѓутоа винариите служат вино во мали количини, бесплатно, за оние луѓе што си платиле карта во мали дегустацијски количини. Тогаш ни беше, ајде,
година, две да издржиме, да му покажеме на регионот дека и Скопје може да направи, меѓутоа како што поминува време, како што поминува, така не фати некој дополнителен инат, да го држиме чекорот со еден Белград, со еден Загреб, Подгорица, Сараево, Љубљана, Будимпешта, сегде во сите овие градови всушност има вакви салони, некаде дури по 2-3. Да, жално нели да нема во Скопје и во Македонија, каде што навистина имаме изобилие од грози и навистина имаме каква таква нели култура во однос на виното, па тоа ќе ве прашам следно, колку еве во Македонија се негува таа винска култура? Па почна да се негува многу. Можам вака да ти кажам искрено и срекно дека кога почнавме ние пред 6-7 години, луѓето се уште оние гости што дојде на првата винодонија, памтам, беа така маце, ајде, збунети, не се снаоѓаа баш, очекуваа, се чудеа, например, зошто винариите им ставаат мала количина, дека нели на претходно сме навикнати, ако си платиш да си добиеш поголема количина, што е и правилно. Така што тој формат полека беше маце, на почетокот беше маце чуден, но веднаш се прифати. А сега се повеќе луѓе знаат како да држат нели винска чаша, дури некои луѓе кои не пијат толку многу вино често, па ги знаат тие некои основни правила зошто се држи, да речеме, чашата за столчето, а не горе за балонот. Знаат дека треба прво да го свртат виното во чаша пред да го мириснат, знаат дека треба да го мириснат виното пред да го вкусат. Така што веќе се запознаат и со оние основни чекори на дегустација. И еве, нескромно сакам да кажам дека се надевам и верувам дека Винодонија има допринесено во однос на таа некоја, во тој некој развој на таа винска култура и во таа некоја едукација на секојдневните, би рекол, обични вински потрошувачи, на страна од оние професионалците во угостителско-туристичкиот сектор, кои тоа како дел од секојдневната работа си го знаеа тоа. Во смисла нели на протоколи, на сервис на вино и така натаму, затоа што на Винодонија се учи се. Се учи од каде е лозјето, на каква микролокација, преку тоа како се отвара шише вино, колку се точи, како се држи чашата, како се дегустира и така натаму. Значи покрај тоа што е нели дегустација на вина кои што можеби многу од нас не ги немале можност да ги пробат и да ги сретнат, досега и еден голем едукативен дел за тоа што значи виното, но и како се пие, како се конзумира. Александар, кои се новитетите еве оваа година на 7-то пред издание на Винодонија? Како новитет, Ивана, секој сакам да ги одвојам на некој начин новите винарии што ни доаѓаат, затоа што самата винарија представува еден мини амбасадор, ако баш сакаш, за својата микролокација. Дали е тоа село, дали е тоа некој риче во Македонија или на Балканот. Така што секој бренд носи со себе некоја интересна приказна. Приказна за почвата, за климата, за можеби автохтоната сорта гроздје од кој што го прави виното, за фамилиарната приказна од каде што доаѓа и така натаму. Но по последните 4-5 години сведоци сме дека во Македонија се појавија многу приватни вински мали винари, семени винари, и голем дел од нив ќе бидат за прв пат на Винодонија. Ете, тоа е една од, да речеме, новостите, каде што покрај оние познатите играчи на македонската винска сцена, нели, гостите, винските љубители ќе се запознати со некои непознати до сега, помали вински играчи, меѓутоа интересни. Понатаму би го издвоил, да речеме, би издвоил 2-3 работилници, односно предавања во нашиот едукативен дел, посебно на темата за познаја винска Јужна Африка, за прв пат во Македонија се носат премиум квалитетни јужноафрикански вина, една земја која за нас е далечна, екзотична, непозната, меѓутоа е една од најголемите светски играчи на винската сцена. 6-7 производител на вино во свет, преку некои други канали од странство донесовме и селектиравме 3-4 винари со по 13 етикети, каде што ќе се одржи прв пат работилница, односно предавање за винска Јужна Африка, ќе се разговара маце за низината географија, за низината клима, почва и се разбира дегустација на вино. Имаме стручна тема на две наши реномирани винари, ќе прават така наречени вертикални дегустации, тоа значи дека ќе ги отворат своите архиви и ќе се вратат назад 6-7 па до 8 години според од истото вино ќе се дегустираат 6-7 години наназад. Тоа е еден вид како ние го викаме како винско патување назад низ времето. Каква била бербата 2017,
па ја споредуваме со 2018, па со 2019 и така натаму. Тоа се нарекува вертикална дегустација. Тие две наши реномирани винари ќе бидат ете на некој начин тоа ни е представува огромна чест, затоа што тоа се сепак ретки, скапи, квалитетни вина кои не можат веќе да се најдат на комерцијалниот пазар, а тие ги носат ете специјално за Винодонија. Ете, тоа би го одвил вака како има уште некои други моменти, меѓутоа овие би биле вака најзначајни. Винодонија е овој викенд, петок и сабота, започнува во 15 часот. Оно што верувам дека многумина ќе ги интересира е за влезниците, за билетите, каде и како можат да си набават луѓето влезница, сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој традиционален веќе настан, кој што е за едно вистинско винско уживање. Да, влезниците веќе ги пуштивме веќе се некои 90 дена во оптек, значи пуштивме на социјалните мрежи Инстаграм и Фејсбук преку линк, каде што можете на онлайн купување со картица да си купите влезница, добивате нели код по име и презиме и на врата ве пречекува човек кој ќе го препознате код и влегувате внатре, ви сте става една интересна така. Алкав, добивате професионална чаша и внатре си дегустирате колку сакате, што сакате од изложените вина. Влезницата чини 750 денари. Голем дел од влезниците ќе бидат на овој начин продадени преку онлайн. Еден многу мал дел ќе оставиме да се купат на врата, меѓутоа на врата ќе чинат 1000 денари. Така што поголемиот дел очекуваме да биде продаден околу на овој начин преку онлайн. Очекуваме некои така од лани ако можеме да се повикаме некои параметри помеѓу така 600 до 700 гости во еден ден поединачно, значи во петок и во сабота. Да, виното Така ги ограничивме затоа што интересот е голем, меѓутоа сепак малце сакаме да бидеме нели испоред просторот, да нема премногу гужва, но и да има една така дистанца каде што ќе може и самите винари да нели да го представат својот бренд, да бидат слушнати, да бидат разбрани како што треба. Така, виното оди и со храна, па така што Винодонија како и секоја година и оваа година нели ќе има изложувачи кои што ќе може нели да се пробаат некои од нивните вкусови од храната која што секако оди во комбинација со вино. Да, тој е така наречен гастро корнер или ќош дел, каде што пред самиот влез, на истиот спрат во фоето, облека горе на втори спрат, ќе имаме едно 10 така штандови од пред се би рекол занатски производители на храна, значи збориме пред се од групацијата на Slow Food групата, да речеме фамилиарни мали занатски производители на масло од лешник, премиум врвни квалитетни маслинови масла, понатаму кашкавали, сирења, сувоместнати производи, нешто ќе има сладко, домашни сладко од капини, од малини и така натаму, така што ќе биде чисто еден вид како да се проследи целата винска дегустација, да се проследи со една исто така би рекол нели извонредна храна, нема да биде тоа класична или готвена храна и така натаму, меѓутоа се работи за онакви за мали количини боцкање, мезиња и така. Да, оно што оди нели со виното. Александар, велат колку е постаро виното, толку е посладко. Каков е вашиот став еве за ова? Па добро, тоа е еден, да кажам, еден мит кој провеува цело време низ годините. И не е баш така. Значи да, одредени црвени вина стануваат подобри со текот на времето, меѓутоа треба да имаат одредени предуслови за да станат подобри. Значи квалитетна берба, квалитетно грозје, бербата да се погоди, годината да била како што треба и така натаму. За црвените вина можеме малце да ги подзаборавиме нели 5 до 7 години, меѓутоа белите вина секако треба да се конзумираат посвежи. Тоа значи 2 до 3 години од самата берба, од самото производство. Повторно ретки се оние бели вина кои може да се пијат и после 7-та, 9-та, 10-та година, но да кажеме во Македонија пред се има потенцијал за квалитетни и одлежани црвени вина. Имаме прекрасни и микролокации, меѓутоа имаме прекрасни архивски, буквално примероци на македонски вина кои стануваат се подобри со текот на времето. Иначе не секогаш времето му оди во прилог на виното. Тоа е така малце повеќе една
како да кажем така, малце како еден малце стереотип, но секако дека може да за црвено вино дека може да почекаме едно така добри 5-6 години и да добиеме квалитетен примерок. Александар, ви посакувам уште едно успешно издание на Винодонија, да помине нели се во најдобар ред и секако да продолжи оваа традиција која што веќе се негува 7 години. Да, ти благодарам Ивана. Ве поканувам и вас, цела екипа Талфа, да се придружите на Винодонија и ги поканувам сите вински љубители кои сакаат да дегустираат вина кои веќе и ги знаат, меѓутоа и вина кои можеби ќе ги видат за прв пат и да се поминат убаво на Скопскиот вински салон Винодонија. Да, многу мина од вината кои што секако се изложуваат овде на Винодонија, нели немаме можност да ги сретнеме во маркетите или во баровите, така што ова е едно ексклузивно место, нели каде што ќе можете за прв пат да пробате некој од вината кои што досега не сте ги сретнале, секако во комбинација нели со храната која што ќе биде исто така дел од Винодонија и ве покануваме нели сите кои што имате можност да бидете дел од ова 7 поред издание на Винодонија кое што ќе се одржи на 8 и на 9 декември во хотелот Мериот, а почетокот е 15 часот. Ти благодарам, Иванче, ова беа навистина добри информации за сите оние љубители на добрата трпеза, доброто вино и храна.